синко мој, направи им добра новогодишна забава на ангелите, како што знаеш и овде да правиш. Те сака мама, ве сакаме сите наши деца, ангели наши, до нашето видување. Вечна ви слава. Вака започна последниот марш за ангелите за оваа 2025 година која со себе зеде 63 млади животи. Солзи, прегратки, воздишки, огромна болка и тага можеше да се забележи на секој еден кој чекореше по 35 пат низ Кочанските улици. Родителите на загинатите пред празниците посакаа само едно, а тоа е да се пресуди правилно за прераното заминување на нивните ангели. Среќна ви прва небесна нова година, ангели наши. Славете како што славевте радосни, распеани, разиграни таа копна ноќ. А ние, деца наши, ќе бидеме со вас на вашите вечни почивалишта, гушкајќи ги вашите слики, вашиот студен мермер во ритмот на музиката само со солзи. Александар Наунов, татко на Надица, испрати емотивна порака за загубата на својата ќерка и барањето одговорност за, како што рече, системските пропусти што довеле до трагедијата. Тој истакна дека единствената негова желба е да има сила да го дочека денот кога ќе се изборат за правда. Утре, 28 декември, го славиме твојот небесен роденден, ќерко моја. Разговаравме, се смеевме, си ги гледавме лицата со радост и надеж. Зборувавме за нашиот најсреќен ден. 28 декември, денот кога мојата прва рожба, мојата прва радост требаше да наполни 18 години. Но на 16 март се згасна. Во еден миг светлината се претвори во мрак. Нашиот дом се исполни со тишина, што боли повеќе од секој крик. Ја изгубивме нашата Надица. Ја изгубивме првата рожба. Во пресрет на новогодишните празници, кога градовите се китат со светелки и радост, болката на семејствата кои ги изгубија своите најмили во трагедијата во Пулс останува посилно да одекнува од празничната врева, а со тоа и нивното барање за неселективна правда. Бараме вистина, бараме одговорност, бараме правда, не за одмозда, туку за никогаш повеќе ниедно дете да не биде убиено од истата негрижа. Родителите на загинатите во трагичниот пожар во Пулс оваа претажна година за нив ја заокружија со денешниот 35-ти марш за ангелите. Тие имаат единствена новогодишна желба, а тоа е правда веднаш. Ке врескам, ке зборувам, ке се борам се додека тој ден не дојде. И кога ќе дојде, ќе отидам на низиниот гроб, ќе клекнам пред земјата што ја крие мојата ќерка и ќе кажам: ќерко, како татко, ти се одолжив. Дете заборавив, не се откажав. Те молам, прости ми, што не те послушав кога зборуваше да си селим од оваа држава.